Добро вечер, јас сум Љупчо Цветановски. Добредојавте во специјалното издание на За или Против, посветено на прегласувањето на дел од изборите во 7 избирачки места од парламентарните избори 2024 година. Денеска мои гости и коментатори на она што ќе се случува, ќе имаме вклучување од Државната изборна комисија, но секако дека ќе добиваме и податоци. Предпоставките се дека до 19:30 отприлика и ќе знаеме што точно се случило, а реалната конференција на Државната изборна комисија е околу 20 часот. Но еве мои гости вечерва се Александар Пандов од Патриотскиот институт, Гоце Делчев на ВМРО ДПМН, аналитичар познат на јавноста. Добре ден. Добре те најдов. Сотир Костов, аналитичар, писател, поранешен јавен обвинител. Добре ден. Добре најдов. Со тебе ќе зборуваме малку и за она што се случува кај судиите. Интересен феномен, требаше долго време, но еве се случува. Најпрво, за да раздвижиме работата, се вклучуваме директно во Државната изборна комисија, каде што е колешката Кристина Алексиевска. Кристина, кои се последните податоци од таму? Пред малку заврши молку, претпоставувам, твоите податоци се однесуваат на излезноста до одреден период. Повели? Така, Љупчо, добро вечер од Државната изборна комисија. Најновите податоци кои што ги имам се од пресекот од 18 часот и 30 минути, кои што говорат дека од вкупен број на гласаци, односно 4514 кои што имаа право на глас за прегласување на овие парламентарни избори, до 18 часот и 30 минути излегле 55,10% да го остварат правото на глас на 7 избирачки места каде што се прегласуваше во однос на парламентарните избори. Тоа е зголемување за некаде од прилика 1,8% во однос на изборниот ден на 8 мај, кога излезноста до 18 часот и 30 минути за овие избирачки места изнесуваше 54,2%. Од податоците кои што ги имам во моментов, излезноста најголема се бележи на едно избирачко место во Крушево, тоа е 1194, таму е 69,30%, а најмалата излезност исто така е во Крушево на избирачкото место 1202 од 33,22%. Од тоа што го имаме како податок од Државната изборна комисија, има 5 приговори. Од тука генерално денот го оценуваат дека поминал во фер и во демократска атмосфера, не се забележани нерегуларности, односно нема поголеми проблеми кои што се пријавени до Државната изборна комисија. Да, со 19 часот се затворија и избирачките места. Повеќе детали околу резултатите и прелиминарните резултати веќе ги очекуваме во 20 часот, кога е и најавена пресконференција од Државната изборна комисија, па веројатно tukаш ќе ги имаме прелиминарните резултати од прегласувањето кое што се случува на овие 7 избирачки места, откако Државната изборна комисија го поништи, а Управниот суд ја потврди таа одлука, па штом ќе забележиме подготвеност за одржување на пресконференцијата, ќе побарам повторно вклучување во програмата на Алфа Студио. Благодарам. Кристина, ова беше колешката Кристина Алексиевска, директно со вклучување од Државната изборна комисија, како што кажа и таа, околу 20 часот ќе се вклучиме со прелиминарните резултати кои што верувам ќе бидат многу блиску до реалноста за она што се случило. Во меѓувреме претпоставам дека ќе добиеме и некои други податоци кои што ќе стигнат до нас. Значи, еве Пандов, да почнеме со тебе. Првичните резултати имаат уште еден час, 55,10% излезноста до 18 часот. Предпоставувам ќе надмаши 56-7, можеби 18, како и да е, поголема излезност отколку во првиот, односно тоа беше парламентарните не имаа втор круг, многу првичното гласање пред прегласувањето на парламентарните. Што очекуваш од тоа? Што значи повисоката излезност? Очекувам дека граѓаните дефинитивно ја сакаат променава кое што се случува и кое што ќе се случи дефинитивно веќе наредниот месец, меѓутоа ова според мене е сигурен показател дека ВМРО ДПМН ќе има во 5-та изборна единица уште еден пратеник и со самото тоа ние ќе
веројатно и председател ќе го коментира тоа на партијата Христијан Мицковски, меѓутоа со самото тоа ние како коалиција за Твоја Македонија ќе имаме 62 пратеника и тоа е одлична информација како таква, а веројатно јас исто и тоа е за очекување кај мене дека и во 6-та изборна единица коалицијата Вреди ќе добие плюс пратеник со самото тоа онаа идна коалиција која што е во најава помеѓу ВМРО ДПМН и Вреди ќе има супер комотно мнозинство. Не дека и вака немаше, меѓутоа ова е уште подобро. Сотир, што значи ова? Дали зголемениот број на излезност на граѓани кои што гласале, значи од друга страна еден друг момент кој што е општо познат во Македонија, особено се вика возење на бранот на победникот. Сите знаат кој ќе биде представник на новата влада, ги кажа и Пандов да ВМРО и Вреди, можеби и знам ќе биде дел тука или некој друг од коалициите има во најава од на СДСМ и од на ДУИ дека преминуваат таа работа башка, но дали ова значи дека буквално фатени во бранот на победничкиот бран, дека сега може да очекуваме нови резултати многу попозитивни за ВМРО ДПМН и за Вреди отколку во првиот круг, односно парламентарните кои што се одржаа на 8 мај. Па да, ја би рекол попозитивни и за Македонија и македонците, секако изразено преку коалицијата Твоја Македонија, коалицијата Вреди и останатите, да речеме, можни. Ја денес гледаме на символика, Љупчо, да ти кажам, двојна. Доваѓа, ова е третиот бран, значи првиот беше 21 година, вториот бран беше првиот круг председателски, третиот бран е парламентарни, ова е продолжен бран. Ја гледам тука една символика, крај на една ера кога други ни кроеја реалноста, кога други ни изимаа мерка, ни погазуваа изразена воля на референдум, ни менуваа устав, ни менуваа име и народот пресуди сега, се знае за кој се изјасни, за тие што и досега покажа, а и ги даваат сите основи да воопшто не се сомневаме дека ќе ги бранат, ќе се залагат за националните и државните интереси. И денеска се случи една работа, штото го тргнав од домот Киселавода, чув дека некој дал оставка, чув дека во СДСМ има потреси и мислам тука е крајот на таа ера. Добро, 2 недели му требаше на Ковачевски да даде оставка, ама сепак потек за поздравување и мислам доаѓаат многу подобри денови за нас македонците и Македонија. Мислам дека веќе ја и така и се чувствувам до душа, ја не ќе се чувствувам свој на своето кога знаеме дека политички субјекти, фактори ќе се залагат за она што е македонско, ќе се залагат за интересите на Македонија, а не за некои интереси на соседите или да некоја идеја Европска Унија, која да, ја поздравувам, ама предолго ја чекаме, предолго ја посакуваме некако, а многу вложивме, многу дадовме. Тука доаѓа браната, стоп, веќе нема давање. Ајде малку да земиме нешто да ни дадат. Мислам, во вредносен систем, не материјал. Така да ова ја го сваќам многу добро, појачена демократија. Бранот продолжува. Во излезноста е поголема. Народот се охрабри. Браво. Браво за луѓето од Македонија. Пандов, оставка на Ковачевски, дали требаше да ја даде токму на денот на изборите, кога дозна дека има 18 пратеника? Дебакл е премал збор, многумина, приказката шлепер од џабата ја спомнува, и тоа е дури мало, но еве сега поведено тоа што се случи, предпоставувам од притисокот на во самата партија од она што се случи, Ковачевски дава оставка. Дали е преуранета, дали требаше ова да се случи 2021 година, кога имаше исто така еден дебакл на СДСМ, па тогаш што се случи? Заев му ја предаде власта на Ковачевски, сега Ковачевски ќе ја предаде на некого друг и ќе продолжи истата шема на неодговорност во СДСМ, еве добро, само што тоа нема да биде сега на власт, нели? Како ја гледаш оваа шема со оставките? Да ти кажам искрено, оставката на Ковачевски била не била. Тоа е партија во згаснување. Таа е партија која што според моје ведување, јас неколку години, поготово после локалните избори, они секој ден, да не говорам месец, година, само политичка неписменост, односно алчност за задржување на функциите кои што ги има, ги тераше да одат до рап. Сега го помина и мислам дека за таа партија се уште е интересно,
бил поранешен премиер, па едно друго и затоа и го збориме. Верувам дека таа партија ќе оди тотално во маргини. Очекувам дека сепак сите луѓе кои што членуваат во тој Социјалдемократски сојуз на Македонија, верувам дека и познавам луѓе кои што се честни, познавам луѓе кои што се вистински исто патриоти, кои што сите овие години безмалку со срам говореа за потезите кои што ги правеа. Од тука јас, како што направи Максим Димитриевски, очекувам дека таква група на нормални луѓе кои што се останати во СДС да си се само организираат во некој друг правен субјект, затоа што овој СДСМ како бренд е толку контаминиран, толку е огаден кај народот, а поготово што се следи да гледаме ние, мислам дека и ова сега што го имаат е за чудење. Не можам да промашам секое доаѓање навака, еве и тие дуи на крајот од денот. Пази, патов кој што доаѓа човек на кај Алфа телевизија води на кај Косово. Тој Бујар Османи што не направи за тоа Косово? Артан Груби, Косово, не знамо. Погледни го патот. Дупките се кола да погледнете го патот. И сега, апропо на ова со СДС, кој човек, нормален албанец, македонец, кој што гравитира навака, кој што има роднини на кај Косово, дал глас за таа партија, мене стварно ми е нејасно. Затоа што тие улици, тие аутопатишта, магистрални патишта, тоа е крвотокот за да можат некој со некого да комуницира. Имено, пак ќе се вратам на СДС, тоа што дал оставка, тоа таму треба комплетно, мислам не употреблива е таа за мене партија. Јас не е таму да треба да се реформира, да се ресетира, тоа е толку контаминиран бренд според мене кој што е на пат за згаснување. Ја не очекувам дека нити на локалните до година, односно очекувам веќе на локалните до година да го следат чекорот на Максим Димитриевски одредена групација, која што повторно ќе земе безмалку повеќе гласови од ова што СДС сега го освои. Да не заборавиме на контото на тој Ковачевски и СДС, они 7 години беа власт, имаат илјадници, десетици илјади клиентелисти кои што заради своите джебови, ради своите позиции, они и нивните фамилии го дале на овие избори гласот. Тоа е партија во згаснување. Лјупчо, морам да кажам нешто. Ова ми 11 години како се бавам со брендови, брендинг, еден вид брендолог сум после напишани 7-8 книги, еден толковник. А денеска чув нов израз, ки му го признам авторството на мојот соговорник и ќе го употребам во мојата следна книга "Контаминиран бренд". Многу интересен поим, да ти кажам, и ќе го обработам, ќе се потрудам да го, ова без никаква иронија, без ништо, значи контаминиран бренд. Значи браво, браво. Тоа сакам само да кажам. Дали му треба 2 недели на Ковачевски да свати што им се случи на СДСМ? И реалноста, знаеш, многумина велат ВМРО што направи, ВМРО направи, да, за каква опозиција многу, но најмногу некој што направи СДСМ. Тие се доведоа самите до ова дереже преку Преспанскиот договор, преку договорот со Бугарија, фризираниот француски предлог, односно бугарски, како и да е, двојазичноста, уставните измени, референдумот, непочитување, се што следуваше па до недостигот на учебници, свидетелства, короната, модуларните болници, онкологија, значи има да зборуваме многу, но сето тоа го сами на себе го направи. Но му треба на Ковачевски 14 дена за да свати дека треба да го направи ова што го направи. Која е поентата? Дали сега изиграваат можеби доблесни па или се кријат со новата шема покажување на нели еве ние сме доблесни и причеститањата беа такви, се спасуваат ли можеби од нешто што треба да следува, се вика одговорност? Не политичка само, туку зборуваме за криминална, за се тоа што се случува. Во партијата не може да се спасат. Морам ти кажам, ни пред самите себе не може да се спасат. Македонија това морам во процедура, по сите законски правила и процедури да биде процесуирано што и се направи овие 7 години на Македонија. Ама сега ќе ти направам една компарација, ќе оди на моја штета, што ми велиш му треба 14 дена. Вие ти кажам, ја имав бурен живот во младоста, ама се опаметив некаде пред 22-24 години, кога ќе сгрешев нешто во семејството, Бог да го прости, татко ми многу паметен човек, голем боен беше.
ми викаше, абе, синко, треба ли ние да ти кажеме тебе што да правиш за семејството, за сопругата, за твоите деца, не ле срамота. Ја таа лекција ја научив одамна, многу одамна. Очигледно овој Ковачевски лидерот до сегаше на СДСМ не ја научи. Подпредседателот му поднесе оставка, другиот како се вика, заменик председателот му поднесе оставка, некои други не ги знам напамет сега сите, тоа е срамота. Лидерот. Ти си лидер, ти си политичар, ти си најдобар во победата, или има друго, во победата сите се најдобри, а ти си еднаков со сите, а во поразот ти си прв. Така да е на голема лекција он доживеа пред си од своите, ама мене ми е посебно драго што голема лекција доживеа од избирачите, од македонците и му кажаа дека нема местото таму кај што беше. Така да, 2 недели. Сега, ја малку поинаку гледам на СДСМ од мојот соговорник, ама многу нормално. Тој е човек од политиката, тој е партиски човек. Ја одамна не сум партиски човек и ја лично мислам, ја ќе гласам за нивно, ама знаеш како не. Јас сум пишувал, па ме напаѓале, па ме псувале за нивното пребојадисување, преваросување, или македонски еден убав збор има митарење. Не, сега им треба на фромовското, до корен реновирање. Да се сетиме што направи ВМРО, што се не издржа, си ги смени генерациите постепено и така натаму. Еве во ВМРО сакаш локално, сакаш државно, победник. Значи можно е, но треба да знаеш. Треба да умееш, треба да имаш лидерство и да покажеш визија. Така да ја им посакувам подобри денови, па да видиме се што ќе испадне, дали Бандов ќе е подобар, бидејќи тој сепак тој е во политичката арена, а јас сум надвор од политичката арена и малку поинако размислувам. Како и да е, ајде нека се реновираат, па ќе видиме дали нешто паметно ќе направат. Но еве, она што го загатна и Сотир и ти го загатна, дали глумат катарза повторно? Дали повторно со ова сега што го прават Ковачевски, ќе си отиде, ќе дојде некој друг, ќе направат некоја лажна катарза како што ја направија со заминувањето на Заев, кој што меѓу другото и го донесе. Дали сега повторно Ковачевски ќе земе некое дете од партијата да го шета? Еве, Славјанка Петровска се пријави дека ќе се кандидира за председател. Многу ми нарекува, можеби многу соодветно не беше бадијала сето настанување да види сала, но еве што очекуваш? Иако да, ти си припадник на ВМРО ДПМН, што очекуваш да се случи таму, имајќи предвид со кого си имаш работа и имајќи ги предвид сите, нели, минати трудови на оваа партија? Ке глумат повторно нешто? Јас морам да повторам, Љупчо. Еве, јас сум многу години во политиката. Прво, било каква споредба помеѓу ВМРО и СДС е невозможно, затоа што ВМРО е идеологија, ВМРО е ДНК на македонецот. ВМРО не е само историја, ВМРО е за мене подеднакво исто што и Македонија. Додека постои ВМРО, ќе постои Македонија, и додека постои Македонија, ќе постои ВМРО. ВМРО е партија во која што го имам и друг пат тоа говорено. Има не само институционална меморија, туку ние имаме еден Борис Мејковски, кој што е прв генерален секретар на ВМРО ДПМН, е се уште активен човеков. Колку му даваат годините да може да биде активен, меѓутоа не постоеше некој поголем митинг на кој што он не присуствуваше. До сега да не ми замерат, многу луѓе кои што се од рани 90-ти години се во ВМРО ДПМН активни. И имаме еден СДС во кој што јас па доаѓам до она. Еве да се ставам, јас кога размислувам, кога зборувам за некого, не говорам само од моја позиција на гледање. Многу е важно ти да ги облечеш нивните чевли, да се обидеш од таа страна да ги гледаш работите. Искрено, јас на секој еден како сака нека ме разбере мене од СДС-овец сега во моментов што не гледа. Ако сакаат понатака да функционира, тие ќе бидат осудени, можеби неправилно, тие честни што ќе останат, зборувам, да требат во наредни 10 години да се правдаат за работите кои што ги правеле некој Заев, некој Таче, некој купишта таму луѓе кои што ама баш ја направија парта од државата, баш направија не се само националните. Пази, еве тука сега и Сотире па ќе секако дека многу е повичен по прашање на правосудство. Меѓутоа, она јас од позиција на председател на Патриотски институт, нас прва,
кога не формира председателот Христијан Мицкоски како патриотски институт, нормално во договор со него. Прва точка која што ја земавме покрај останатите афирмации на македонската историја, култура, македонските како се вика великани, настани, прва точка ни беше ослободување на неправедно осудените за 27 април, почнувајќи од Горан Ангелов па до сите останати. Јас искрено сум неубеден, мислам дека не постои човек во Македонија кој што верува во тоа дека ние имаме политички осуденици во 21 век. И ние говориме дека таква ја ние направија државата, дека таа кацарска и русковска под диригентска палка на овој, како се викаше, Назаев, ги осудија луѓено по 15, по 18 години затвор. Ако не ја пцуеле, тоа не ја пцуеле, зборувале, па леле на таа кацарска. Што да изборат на таа жена? Па еве ја да ја видам, како ќе ја гледам јас таа жена? Па тоа е по-лошо нешто што можело да направи честни луѓе, патриоти, да ги пикнеш ти само затоа, за да станеш председател на Уставен суд. Преку ноќ. И тоа нели е политичка корупција? Тоа нели е, тоа сите нели го гледаме? И сега била она засегната, па не знам што, па ја навредиле некој бездомник, некој спиел доле во гаражата, не ги бредал. Тие луѓе треба секој еден од нив да одговара за ова што го направија на Македонија, а она кое што јас искрено се надевам и го посакувам, дека помеѓу првите чекори кои што ќе бидат направени од новата власт, заедно со председателот на државата, сега Гордана Силјановска Давкова, со идниот премиер Христијан Мицкоски, да почне правда да има во Македонија, а за правда да има во Македонија, нормално тие сите апаши треба да се поапсат, меѓутоа прва работа што треба македонската држава да направи е да се ослободат луѓето за 27 април. Како тоа ќе се направи, јас не знам, не влегувам во тоа, затоа што не сум нешто посебно, правните науки не ми се нешто посебно блиски, меѓутоа има доволно учени луѓе во Македонија, постои политичка волја, постои се, и јас искрено се надевам дека тоа ќе се случи. Така е, тоа е едно од основните очекувања, претпоставувам, и на цела Македонија. Така Јас честопати се шегувам дека кумот утнал многу работа, добрила, мислам дека го промашил името, но еве да продолжиме до очекување на резултатите, нели, од прегласувањето на парламентарните избори. Сега прочитав во тоа што излагањето на Ковачевски, повика целото раководство да го следи неговиот пример. Очекуваш сега сите да си дадат оставка? Нешто што требаше пред 2 недели, во централно раководство треба сите да си дадат. На денот на прегласувањето повторно заскриваат нешто, обично кога прават нешто го прават. Не сум се бавил многу овие денови со нив и јас и уживав во ова што се случи, ова демократија, living democracy, ја го викам, да живееш демократијата, а не да читаш за нејзе. И не се бавев многу, се изненадив сега кога доаѓав, да не биде она метлата на Заев. Почна да ги менува председателите на општинските конференции, па и тие нивните основни клетки, не знам и како се викаат. Ако така направат работава, ништо ќе биде варосување и преваросување. Нема се знае, пирамидата е ваква, врвот е еден, од врвот надолу до централно, до извршен одбор, или како ги викаат, не ги знам тие тела, до комисии. Појли. Знаеш што е лошо кај нив сутир? Јас сум застапник на тоа дека партијата е партија, дека тоа не е, како да речем, демократија, се супер, све тоа. Меѓутоа, партијата треба да има сврсто лидершип, хиерархија и организација. Војнички безпрекорно треба да се почитува. Сега. И кај нас во партијата е тоа така. Се знае председател и он е врховниот командант. Кај нив, по пат на тоа тие прогресивци, како и да се нарекуваат либерали, она, донесоа, ама од позиција на власт, да лидерот на партијата на непосредни избори се бира. Тоа значи дека на некој ден они ќе донесат таму на Конгрес одлука дека во сите нивни општински комитети ќе имаат гласање. Сега, тоа е окей, кога е човекот кој што треба да се избере премиер, и кога сите се околу него, супер, насмеани, весели, леле, колку сте убав, ова, она. Меѓутоа, од позиција на опозиција, поготово ваква како што се они, и од позиција на желни за таа позиција председателска
немал број таму на луѓе, а ги знаеме, јас тоа имам говорено и говорено, таму имаше едно крило оној Кумановецон Спасовски, друго крило Миле Зечевиќ, трето крило Зоран Заев, четврто крило овој Ковачевски. Оливер Спасовски настана. Да, по тој мисле на Спасовски. Така да сите тие ќе си прават свој изборни штабови, математики и што е па најлошото сега за СДС, нивните и мешањето во изборот на новиот председател е само заради самозаштита, надевајќи се дека ако се или ако се блиски до тој председател, они ќе можат да се спасат од правда. И ќе си го продолжат својот политички живот. Од тука цврсто сум уверен дека таму како што е сега лошо, тоа ќе се направат уште толку парам парче. Тоа оној него на како се викаше што делеше пари Деспотовски 300 милиони, ја не имав информација, 300 милиони на оној од Слободен печат на жена му 300.000, на Саша Ордановски брат му 300.000, и тоа за измислување топла вода 300.000, да, открил Америка 400.000, да. За такви работи. И тој сакал да биде таму. Има таму многу кандидати сега, меѓутоа тоа само кај нив ќе донесе до уште поголеми поделби во таа партија и повторно доаѓам до тоа да мислам и очекувам дека таму некоја мала, колку и да е таа здрава структура, ќе се тргне од тој бренд, затоа што на крајот од денот и во политиката, еве, јас не сум знаел дека до толку се занимавал, мене брендовите ми се исто многу интересен феномен. Брендот во политиката е се. Сотир Костов е бренд, Љупчо Цветановски во новинарството е бренд. Мојата маленкост не е, можеби не знам каков, меѓутоа па те препознаваат луѓето кога ќе прочитаат. Нема толку да се скромен. Па во ред, меѓутоа тоа е оно кое што прават луѓето сега да ги држиме ние пред на кај мене не е важно бројот на далинското, на кој број. Да. Серете ќе продолжиме со други. Љупчо. Тој човек можава да биде скромен, го знам од 98-ма. Мора и 2000 година не емисија учествувавме таму за локалните избори, така да не мора да е толку скромен од причина што кај брендовите, особено кај политичките, конзистентноста и фокусот се најбитни. Па е, значи од 98-ма. Тоа би требало да важи и за секој човек. Без намера му ласкам, ја не сум член на ВМРО, имам намера да станам член на ВМРО, ама нека не биде толку скромен. Така, дали бил левичар или десничар, но да го одржи ставот, тоа важи и за твојата фела и за мојата десничар, ама ја го знам него од 98-ма. Он беше младо детиште, да не речам, моторџија, ама еве го. И сега е моторџија, само што историчар. Љупчо е моторџија. Јас сум па љубител на моторџиите. Една работа е она шегата што е со Вошила и Добрила која што оди по социјалните мрежи, но се шегуваат веќе и за она што го истакнал Ковачевски, вели вака. Првиот чекор во консолидацијата на СДСМ мора да биде обнова на идеолошката и вредносната матрица, која, како што вели, ќе ги собере сите прогресивни сили на левиот центар во државата. Сега, ти си во ова повеќе упатен и како писател и со сите брендови, се шегуваат на социјалните мрежи за идеолошката и вредносната матрица, дознавме нешто тоа дека некој ја имал. Која е вредносната идеолошката матрица на СДСМ? Не сакам да се повторувам, на лидер во 8 емисии објаснува, ми дадоа простор, ја напишав една голема анализа за Македонија пред изборите, ме немаше во дебатните емисии, предвидов нешто, нека се караат, нека се расправаат политичарите, јас не сакав да учествувам во нешто што од контра не ми дава на моите аргументи и факти, не ми дава контрааргументи, него ме етикетира. Ги надмудрив тоа квази аналитичарите и ајде за новинарите се најдобро. Јас дадов мој совет, моја стојалиште. Социјалдемократијата во Република Македонија е испразнета, емпти. Нема идеологија. Море споредував со таа малата партија на Милосавлевски, социјалдемократската партија. Море ги споредував со скандинавската социјалдемократија. Море третиот пат на Блер го кажував. Море Гиденс и реков. Нека седнат. Го има Ружин као идеолог едновремено книга напиша.
го има Фрачковски идеолог едно време, книга им напиша за социјалдемократија. Нека видат, ако не бива од домашниве, нека го земат Гиденс. Има сега моментално и подобри од Гиденс. Јас што ги обработувам, сега не сакам да ги откривам. Сега занаетот не се дава така лесно и без пари што се вели. Но да ти одговорам, значи таму идеологија веќе нема. А види, вредносниот систем одавна е кај нив нарушен. А не сакам да навлегувам во тешки елаборации, немаме ни време, но едно ги ти кажам. Они раскрстија со моралот и со вредносниот систем и дотогаш им беше полюбен. Кога Заев го ставија за председател, кога не посрами со грците со спогодбата од Нивица, кога не даде под наем кај бугарите да на нас изживуваат и кога најмногу се погази референдумската изражена, демократски изражена волја на македонците, 18-та чинам година беше септември, и кога ни сменија све. Таму нема вредносен систем. А кај брендовите, што ги зборевам политички, немаш вредносен систем, немаш бренд. Значи, таму нема вредносен систем. Ама, сега, јас, ако така, степ-бек ќе направам, имале они вредносен систем. Имало периоди, тоа е минато, за жал, имало кога се залагале за некои работи за Македонија, ама да не заборавиме, имало и кога го продадија знамето. Кога прв пат ги продадува македонците во Егејска Македонија, се ајде да не набројувам. Нека си седнат, убава идеологија е таа нивната левичарска. Ја проучував во младоста, јас со Цилеја проучував на факултет. Ама треба да примениш. Таму има левучари, можеби, во најдобра рака, ама левичари дека нема одамна во таа. Браво, ви, помлад човек ќе те насмее се убаво, кој ќе каже нешто. Значи да, има лева рака, десни джеб, па затоа нема вредносен систем, да ти кажам. Затоа, бидејќи има корупција, бидејќи има криминогенно однесување со подземјето криминалистичко, бидејќи има непотизам и бидејќи има кронизам. Сум ги објаснувал од ова место овие појмови, не сакам да ги објаснувам, и затоа нема вредносен систем. Ама, ќе си го создадеш. Пази, ќе си го создадеш, да му бидеш конкуренција на ВМРО ДПМН. Ќе си го создадеш вредносен. Сега ќе играат на картата на патриотизам, можеби. Александар, знаеш, меѓу другото, денеска даде оставка човекот кој што при подпишувањето и гласањето на францускиот предлог, кој што беше тотално антимакедонски, бугарски, меѓу другото, знаеме кој каде го напишал и зошто, велеше дека нешто силно го бодело, го жегало во стомакот кога ги подпишал овие работи, но за доброто на нашите деца, не баре не прашал некој, го правеле тоа. Е сега, додека тој го зборува и неговите стратези, медиумски, политички, нели, експоненти и сите тие работи напаѓаат по Македонија Силјановска за употребата на Македонија, по ВМРО, по сите останати кои што го мислиме истото. Се јави денеска еден Ерван Фуере, кој што беше, нели, со шарената револуција се, и кој што јасно еден Ерван Фуере најде доблест да излезе и да каже: "Ало, Европа, што правите, двојни аршини, сите зборуваат за Силјановска и Македонија употребат, ајде вред." Ама што не каже никој дека Грција 4-5 години ги држи тие 3 меморандуми како и да е, нели, таму на страна, и не направила ништо, односно не сменила ниту едно име. Фуере ја испердаши, буквално кажано, Европа за двојните аршини. Во СДСМ не се појави таков маж до ден денес, да не зборуваме за нивните апологети кои што, нели, напаѓаат, го раскинуваат на македонското ткиво или она што е преостанато од нив. И сега зборуваме за вредносен систем, зборуваме за идеолошка матрица. Види. Какви се тие вредносни системи? Види. СДС е партија која што кога беше пред веќе 8-9 години Зоран Заев, кога го ставија председател, изјавуваше дека е партија прво го чуваше столчето. Да, прво го грееше столчето. Така, само да те прекинам 2 секунди, последната информација од Државната изборна комисија е дека 57,13% излезноста постигната до 19 часот. Одлично. Кој што насекаде изјавуваше дека СДСМ е партија која што не и личи да е патриотска. И тука тргнува и завршува цела работа. За мене, човек кој што се занимава со политика, а бега од, пошто или не разбира, толку се неписмени што значи зборот патриотизам. Патриотизам е да си ја сакаш својата држава, да патриотци од најситни работи, ако солзите течат ночи, кога, еве, пак ќе го речем, овој патов, гледаш дека се прави и дека тоа ќе остане и за Македонија си направил нешто такво. Политиката е професија која што луѓето, според мене,
се занимаваат за да направат додадена вредност во својата држава. Тие позиции кои што ги работат да им помогнат на граѓаните. Патриотизам е нешто кое што секој еден човек кој што е во политиката мора да го има во себе. Ако го нема, него Максим им покаже. Дали реторички, дали вака или онака. Пошто јас тој Максим не заборавам дека се боксираше со, ги спомнав уставобранителите, дека што не правеше за тој преспански договор, сега што го спомнавме. Меѓутоа човекот ја смени својата реторика, веќе после бугарскиот, односно, како го викаат, протокол, предлог, застана, така да речем, на македонска страна, сам без малку, тоа движење, тоа не е партија. И да, имаат комитети навака натака, меѓутоа тоа е сепак во зародиш. Успеа без малку пола од гласовите кои што ги освои, не буквално уствари, пола од гласовите кои што ги освои Стево Пендаровски, да ги освои он као председателски кандидат. Овој освои 160, овој освои 80 и нешто илјади. Тоа, ако не име показ и доказ на тие идни таму кои што ќе раководат со дали СДС или некоја друга политичка партија ќе видата, ако го нема тоа, онда они се во повторно во тежок офсайд и никогаш не може да се надеваат да дојдат на власт. Нека погледнат било каде во Западна и во Источна Европа, во Азија, во Америка. Секаде тие кои што се лидери на таа држава се борат ко лавови за своите држави, за својот народ. Овие кај нас едноставно беа показ и доказ, веројатно ќе се учат во историјата како и да не заборавиме, пази, тоа на Заев се изјави дека треба македонецот да го скрши грбот. Мене кичмата да ја свитка. Дали вака како ес или поинаку како се мести Заев, не знам, и како сега ќе се местат тие од СДС, не знам. Меѓутоа, тоа е политика која што ние час поскоро треба да ја заборавиме едноставно и секој еден, што вика Сотир, про-лево, што е од лево центар, треба едноставно патриотскиот дух да го во било која прилика. И тоа, сега не да се напреваруваме, ама тоа да не е насилно, тоа мене искрено би ме радувало кога поготово кога се национални празници, па они доаѓа 2 август, сега ни се ближи Насин или Конјаница, едно друго, ќе имаме сега средба во Битола, таму Зоки организира Ченто во неговиот конјички клуб и се спремаме за Конјаница, па си смеваа со тоа. Тоа е нешто кое што е не велам тоа е патриотизмот. Меѓутоа тоа секој еден треба да му е убаво, тоа е нешто кое што го величаме тоа илинденско восстание, тие илинденски денови и како што личи со носи, со ова, со она. Сето тоа ние како ВМРО ДПМН ќе им обратно на ова досега што го говорев, ќе видат што е патриотизам, позитивно, значи не е тоа негативен збор, пошто повторно ќе речам, и во Америка се патриоти, и во Британија се, и во Франција се патриоти луѓе, но нема негде каде што не се, само овие нашиве. И како се сака татковината, како се работи за татковината, како се бори за татковината, тоа нешто им фали на нив, него они ако не го имплементираат во идното нивно действување, нема што да бараат на македонската политичка сцена. Како почна со имплементација, сега повторно ќе ве насмејам. Не е моја забелешка ова на господината Силјановска, нашиот председател. Не знам дали приметивте во кампањата, рече, леле, па видите ли луѓе која песна пеат земја македонско и кој оро го играт. Така да ова на опаска на твоите дистинкции на лажен и вистински патриотизам, иако не заборави вас и ние околу вас не обвинуваа за лажен патриотизам. Ги истрпивме. И сега народот го даде гласот во едната варијанта 451.000, во 561.000, во другата варијанта 436.000 за ВМРО и за ВМРО плюс Силјановска и се знае, ја дури ви го додав зборот и родолюбие, бидејќи они го извалкаа зборот патриотизам,
Се надевам дека сега вистинското место ќе си го заземе зборот патриотизам, кој од секој пати го имал, чија во основа е патрија, татковина. Како гледаш на овој наплив на оикофобија кој што следуваше после обраќањето на Силјановски и употребата на, за мене, единственото уставно име кое што никогаш нема да биде друго, тоа е Република Македонија, односно Македонија. Сите оние кои што се појавија, оикофобија знаеме науката која што зборува за омразата кон сопственото и величањето на туѓото, какво и да е твоето не чини, секојаш чини она нели странското што би рекле, за кафените сахиби кои што биле индици поголеми британци од нели британците и сето тоа, оној наплив можеби и последен пред да ги, иако ќе ги има сега, ќе има друга власт, оние што како печурки под дожд излегоа после појавата на Силјановска и после тој дебакл на изборите, луѓе кои што нели со македонци наводно, кои што велат дека не треба да се употребува Република Македонија, некако не ми оди целата приказка, едно со друго. Не сакам да се повторувам. Ја во едно друго студио ја отворив програмата на господја Силјановска, на таа и таа страна им го прочитав што таа им понуди на избирачите. Во еден пасус, каде што пишува меѓународна политика, дипломатија и пресмански договор. Сега ќе парафразирам, да не го читам целиот, да не го кажувам целиот, вели: во името на референдумот од 21 септември, во името на референдумот 2018 година. И јас и како председател, ако бидам избрана, и како граѓанин, како личност, нема да го употребувам зборот во наводници ставен север. Беше тоа отворен политички пазар, беше. Таа го понуди тоа, ово кажам за други да сватат. Ути се одма напаѓаат. Добитаа 561.000 гласови. Се е кажано. Јас тука ќе кажам една мисла од Гоголь. Човекот е слободен онолку и кога ги живее своите соништа, а не тугите желби. Јас така го сваќам лидерството првин на Мицковски од лидерска средба. Некоја Мегник ставам иако и од порано. Тој покажа лидерство, ама за мене Мегник е лидерската среда, кај што ги нокаутира и Али Ахмети, и Дуи, и Ковачевски, и СДСМ, и председателката Силјановска, кои покажаа дека имаат сон. А кој прв збореше? I have a dream. Да ве подсетам сега на Мартин Лутер Кинг. Па редно ни беше некој нам, Господ да ни даде или народот да ни изрне такви лидери, кои ќе имаат сон за Македонија, не само за нив. Нивни личен е тој сон. Ама, едниот успел со партијата да направи една убава целина, една хармонизирана целина, па и малку пошироко од партијата, овие симпатизерите, овие што навиваме ние, другиот професорка, експерт за право, меѓународно право, успеа да собере плюс гласови од ВМРО, ама тоа беше спас за Македонија. Бидејќи ако тој ден не изберевме председател, ке ликуваше некој друг во Мала Речица, кој повикуваше на Бумеранг и така натаму. Значи, овие двојца лидери имаа сон, го понудија сонот, сега го живеат сонот заедно со македонците, а не туги желби. До сега овие 7 години, сега дистинкцијата финална ја правам, 7 години имавме безработници, мојот соговорник што зборува, па им кажуваше кој како е свиткал, и туги желби исполнуваа ту од југ, ту од исток, ту од, овој рече го Брисел. Јас така го сваќам ова, да знаеш. Александар, пред 2 недели, а уште претходно пред 2 недели, се најавуваше дека нема да има албански партнер во власта, иако и ние прогнозиравме уште на 24 април, чинам, дека први што ќе задзвонат утредента после парламентарните избори на вратата на ВМРО ДПМН ќе бидат токму Дуј. Дуј го доживеа тоа што го доживеа, Вленда е блиску до нив. Вреди, можеби сега се менуваат работите уште подобро во насока на вреди, можеби не, ќе видиме и тоа, но Дуј започна со една воинствена реторика за ескалации, за се, за да потоа мафта со едно ливче Ахмети, па и вреди подпишаа дека ќе бараат уставните измени, при тоа ретерирајки, па сега обвинува за еве токму денеска дека му се врши изборен инженеринг. Каков изборен инженеринг му се врши на Али Ахмети? Видовме изборен инженеринг што е, уште при создавањето на 6
изборни единици. Видовме изборен инженеринг 2004-та при територијалната организација, тоа беше АЧИК многу добро, нели? Видовме како изгледа сето тоа. Видовме изборен инженеринг со оние Гинисови рекорди што и денес не може никој да ги исполни толку гласања во една минута и заради тоа се и овие прегласувања да се види вистинската волја, нели, на народот, на еве Ахмети Овинова за изборен инженеринг. Мислиш дека повторно ќе се врати на реториката со ескалации или сепак некако легна на брашното или некој му вели да не го прави тоа што го правил во минатото? Последното. Мислам дека му имаат речено да смири малце како да доживувањата. Северните соседи на насила северизираната Македонија. Така е. Според мене, они може да прават, ама бури, ама во чаша да ја таласаат вака, па може и флашичка да зема да ја мучкаат. Дуј оди во опозиција дефинитивно, сепак тоа е озбилна партија, сепак таа партија зема немал број на гласови и тоа секако дека ние треба да го респектираме. Иако во тие гласови има огромен број. Ако во СДС има, мислам дека толку, ако не и повеќе, клиентелистички гласови има и ДУИ. Оние гласови кои што самата власт им ги дава, така да кажам. И ДУИ треба да се реформира, треба да си погледне што ќе прави со Бујар Османи, со Артан Груби и со тамо ред други такви некои ликови. Се додека се тие таму, јас не очекувам исто и за... Мада не им предвидувам на ДУИ распад, не им предвидувам јас на ДУИ. Се додека они го имаат Али Ахмети, ќе си имаат одреден број на гласови, меѓутоа и ДУИ треба да... и во ДУИ и гласачите и симпатизерите на ДУИ, ние како една власт ќе им помогнеме на гласачите да видат за каква структура се работи. Еве го, оно Иџет Мемети. 20 години, да му прочиташ не феноменална кариера, па тоа е да земеш сам да си пишуваш што се... Не можеш да напишеш. Не можеш да напишеш, Сотире. Еве, ти си правник, да си земеш се тоа да ставиш, ке речеш, добро бе, во еден ли животен век овој го сите тие функции? Го пратам ја него од истрагата за Трајковски повторната. А Така лично инволвиран. А лекот, мислам, и што е нормално, тие се тие ликови, сите да ги погледнеме, дали е тој Мемет, има купишта такви, кои што ги има ДУИ одржавано и според мене тоа нема да им се допаѓа на гласачите, затоа што јас ветувам, јас се колнам во тоа дека ВМРО нема да отстапи од законите. Ние нема осветнички да им тргнеме, сега ќе видите вие. Не. Си грешал закон, ќе си одговараш. Си бил прав си. Имаме докази, има докази. Нема докази, нема докази. За изборен инженеринг ја морам да паметам. Само што ова, извини, за околу тоа сакав да го... Изборен инженеринг е на 2 секунди гласање, Љупчо. Ние на референдумот и они денеска уште тие бројки ги кажуваат дека освоиле не знам. Да, па тина имаше и во Липково, еве сега повторно имаше таков бугарски воз. На 2 секунди, негдека на 2,5, негдека на 4 секунди. Така ги изнаполнија кутиите. Едниот дел ми го зеде, што сакав да го кажам за референдумот. Тоа е изборен инженер. Ова денеска се излекле луѓе, но да си гласаат што? Штевувањето на општинските граници за изборните единици. Али Ахмети нема право да зборува за изборен инженеринг, му се врати бумеранг еден сега. За 2020 година 5 до 12 во самата изборна кампања го сменија изборниот законник, ги штелува изборните единици. Тоа е геримандеринг од Америка што доаѓа. Јас тогаш напишав колумна Заев Ахмети Мендеринг. Сега им се врати. Тие што ги префрлаа од 6-та во 5-та изборна единица, сега гласаа против нив. И сега во дополнителното, не сакам да преюдицирам, очигледно ако ќе тргне Брано, тешко да оди назад да се врати. Сурферот додека убава тера работата оди до обалата. И мислам ќе доживее пораз што сам си го скрои 2020 година. Тоа е изборен инженеринг. Ова не е
Право на приговор секој има политички субјект, право на тужба имаш ли да му вратиш, тоа е демократија. Потврди управниот суд. Ќе продолжиме, очекуваме јавување од Државната изборна комисија, можеби да ги слушнеме и конечните резултати, бидејќи се работи за само 7 избирачки места, 4500 гласачи, така што, нели, претпоставувам дека каде и да ќе ги имаме резултатите. Одиме со кусиот блок реклами, се враќаме, се надевам и со резултатите. Тука се Сотир Костов и Александар Пандов, останете со нас. Ама тоа е. Се враќаме во за или против, издание посветено на повторувањето, односно прегласувањето на парламентарните избори кои се одржаа на 8 мај 2024 година. Со мене се Александар Пандов и Сотир Костов. Последните информации велеа дека излезноста до 19 часот е 57,13%. Во очекување сме на јавување директно од Државната изборна комисија, каде што ќе се соопштат прелиминарните резултати кои што најчесто се тие, но еве продолжуваме натаму, завршивме со тебе Сотир, продолжуваме со Пандов. Една работа која што сите ја занемаруваат, но зборувавме за конзистентност. Она што го кажа Сотир како нели една од главните одлики и врлини што би рекле и на политичари и на која било фела. Ова опозиција покажа конзистентност која што изненади многумина. Прво беше со непотпишувањето на францускиот предлог, бугарскиот во превод. Сите мислеа дека некој пак ќе фати кривина и нели ќе изгласа, ќе има двотретинско, испадна дека нема. Тоа беше првиот силен удар. После тоа што следуваше, она што следуваше и на локалните избори, и на сите тие работи кои што се повторија, уште една конзистентност беше токму најавата за некоалицирање со ДУИ. Имаше силна скепса кај сите дека тешко како може да го одбиете ДУИ. ДУИ е ДУИ, Али Ахмети ќе прави војна, нели? Испадна дека остана опозицијата, тогаш коалицијата за обнова на Македонија, сега твоја Македонија остана на своето. За цела среќа ВМРО ДПМН за лидер и председател го има Христијан Мицкоски, човек, политичар кој што е од 21-виот век, кој што со високи морални стандарди, со вредностни вертикали кои што би ги посакал секој еден, или јас како не како политичар, како гласаш би посакал да имам такви политичари и морам ова да го потенцирам. Многу луѓе го потценија него и неговите вредности, но човеков покажа и докажа дека тоа што ќе го каже, тоа го исполнува. И јас ве уверувам дека завршувам, дека тоа така ќе биде и во иднина, дека кога било најтешко успеал тоа да го направи, па не сега. Една информација која што туку ми пристигна, значи во избирачкото место 1272 во Охрид, разликата меѓу ВМРО ДПМН и ДУИ кој што беше 230 гласа, сега е покачена на 300 гласа, така што работите се одвиваат во насоката која што ја предвидовме, така се? Да. Па види, тоа и за Хрвати велат за очекивати. Види, Бранот, зборевме за Бранот, ја не сега да се повторувам, можеби со времето веќе ќе кубуриме, морам нешто да кажам, бидејќи бев така спорадичен учесник, никој не му текнува од македонската јавност да го пофали Дик, бидејќи секој пат сме фрлеле дрво и камења по Државната изборна комисија. Само опција ли е најпаметно да ја пофали? Видите вака. Ова Дик, како никој пат најмалку ја знам, само Дашти Кондар, кој ги знам, другите не ги знам. Даштевски, да кажам. 90% е добро, екипата, извини што те прекинувам, што веќе има искуство сите со државна прво, историска комисија воведоа убик апарати фингерпринт. Што промени многу работи околу манипулација. Ја зајакна Дик и еве користам прилика јас да ги поздравам од ИТ секторот, правниот, финансовиот, организационо-техничкиот за подршка дење ноќе луѓето работеа. Ја бев во една група координативна 6 луѓе за 12 рути за носење на убик апаратите, па тоа беше ЕБАРА полиција, па тоа беше локална полиција. Таква одговорност имаше, ама се знае стратегијата ја направил Дик. Во никој случај не можеше да се изместат резултатите, како што некој сака прво да нема фингерпринти, а други да ги или тие истите да ги фалсификуваат записниците. Мислам дека кога ОПСЕ можеше, а ОПСЕ ретко пофалува Државна изборна комисија во Македонија, ние треба да ги пофалиме и да им кажеме едно благодарам што имавме фер, слободни
и кредибилни избори, имајќи предвид дека резултатите без малку сите ги признаа, и така да посакаме најнормално да ги сваќаме изборите, а не да натураме волја како некој што си сака лично врз база на партиски интереси или лични лидерски интереси. Знаете на кого мислам овој пат, овие луѓе во што одат во опозиција. Така да ова го чувствува као обврска, го чувствува. Александар, ве очекува многу работа, ви оставаат многу врели костени. Еве додека го чекаме вклучувањето на државната и во државната изборна комисија со прелиминарните резултати. Свесни сте дека ве очекува многу работа и многу одговорност, зашто резултатите од една страна нели се за почитување, но и носат обврска кон оние кои што ги дале. Така е, Љупчо, и председателот и партијата се подготвени и сме спремни да се соочиме со сите предизвици кои што ќе доаѓаат и кои што ги има сега во моментов Македонија, да не ги набројуваме кои се не проблеми ги имаме во моментов како држава и каде се не сме лоши. Меѓутоа, јас искрено верувам, јас ги познавам луѓето, се работи пред се за честни, вредни, достоинствени луѓе, патриоти, кои што вистински ќе се надпреваруваме, така да кажам, еден со друг, кој повеќе направил, кој повеќе исполнил од програмата која што ја побаравме, да ја ги спомнав, ќе потсетам, ние до години имаме и локални избори, и ние и повеќе од озбилно ги сваќаме одговорноста која што ја носи оваа сега голема доверба која што ни ја дале народот, затоа што не само луѓето, и јас, и ти, и Сотир, и камерманот, секој еден сега сакаме час поскоро да почувствуваме, да се почувствуваме горди што сме македонци, да почувствуваме дека не сме најпоследната дупка во Европа, дека тука постојат и вредни, и интелигентни луѓе, и способни луѓе, и дека Македонија повторно ќе биде голема, дека повторно Македонија ќе биде горда земја на горди луѓе, дека ќе успееме она што ни е намерата, а тоа е да го направиме, да ја направиме Македонија попристојно место за живење, и ова не го кажувам реторички, ова искрено јас верувам дека ќе се случува и дека секој еден кој што председателот ќе му даде во едно време доверба да раководи со некоја институција, дека тоа како света должност ќе го сваќа, дека не е тоа таму тој ставен да седи и да ужива и да не знам што, да не бидам вулгарен. Туку дека се ќе направи дека 25 часа во текот на денот ќе биде посветен на тоа кое што му е дадено да ги оправда очекувањата од македонските граѓани, од македонскиот народ. Да допуна, може ли да направам? Направив еден превид, ги заборавив општинските изборни комисии и избирачките одбори, од 3840, само 7 не положија испит, тоа е минорно е тоа, значи се слушува секој пат некоја неправилност. Браво за членовите на избирачкиот одбор, особено за членовите и претседателите на општинските изборни комисии, кои многу совесно вршеа работата. Ја видов како ги полнат резултатите и затоа добивме брзи резултати, а не резултати кои ќе стават сомнеш, па преправање или било што. Како и да е за целата таа една инфраструктура изборна, алал да им е. За крај прашање за тебе, да, како што каже и Пандов, ги очекува многу работа после оваа временска. Еве се вклучуваме во државната изборна комисија, таму е колешката Кристина Алексиевска. Кристина, дали ги имаме последните резултати од државната изборна комисија од прегласувањето? Повели? Љупчо, она што го имам како податок, додека сме во исчекување на пресконференцијата која што беше закажана за 20 часот, но веројатно се уште се прибираат дел од податоците од 7 избирачки места каде што денеска имаше прегласување во однос на парламентарните избори, додека пристигна членовите, имаме пресек на излезноста до 19 часот околу 57,13%. Тоа е разлика од прилика во нагорна линија до сега, како што имаме податоци, зборувам од околу 1%. Изборниот ден, според она што го соопштува тука во државната изборна комисија, дека помина во фер и демократска атмосфера, немаше пријавено некои инциденти на овие 7 избирачки места. Она што е
Ете, може би интересно и во целиот ден како што се одвиваше излезноста дека на едно избирачко место во Крушево во текот на последниот тресек во 19 часот имавме најголема излезност, а додека пак на друго избирачко место исто така во Крушево имавме најмала излезност во текот на денот. Ги чекаме прелиминарните изброени гласови, се очекува и да веќе да имаме некои податоци, за некоја минутка со оглед на тоа дека станува збор за мала бројка на гласачи, како што знаете нешто над 4000 гласачи имаја право на глас на ова прегласување за парламентарните избори кое што се случи откако Државната изборна комисија одлучи да го поништи гласањето на 8 мај на овие 7 избирачки места. Управниот суд пак го потврди тоа. Резултатите ќе покажат она што се очекува во јавноста. Сега веќе можеме и да споменеме, бидејќи е завршен изборниот молк, дали Дуи ќе изгуби 2 пратенички места, па и ќе биде и појасна сликата на новиот парламентарен состав, кој што, знаете, треба да ја одржи првата конститутивна седница до 28 мај. Лјупчо, можам само да кажам дека се уште сме во исчекување на пресконференцијата од Државната изборна комисија. Ќе побараме повторно вклучување веднаш штом забележиме дека членовите доаѓаат и се веќе подготвени да ги соопштат, како што споменав, првичните прелиминарни резултати од прегласувањето на парламентарните избори во 7 избирачки места. Студио. Кристина, благодарам на вклучувањето. Те очекуваме со најновите информации. Вклучувањето на Државната изборна комисија, односно председателот Даштерски, предпоставувам ќе ги соопшти прелиминарните резултати. Ти остануваш таму, ние се враќаме во студио. Тука се Сотир Костов и Александар Пандов. Сотир, тебе те прекинавме. Приказката, ги очекува многу работа. После оваа временска непогода од владење на СДС и ДУИ, предпоставувам дека нема да биде многу тешко да се покаже дека можело да се работи. Кои се според тебе приоритетите? Она што го спомена Пандов, 27 април патриотите, според мене, клиничкиот центар, дефинитивно, автопатот Кичево Охрид, оној фамозниот, неверојатен што се прави толку многу години, правдата, враќањето влегува во рамките на ова што е, нели, токму околу 27 април, но и на пошироко, бидејќи не е бадијала довербата 1%. Што според тебе здравството, дефинитивно, тоа треба да се опремува, тоа е во клиничкиот центар, економијата, многу работи кои што се руинирани, девастирани, образованието, да не зборувам. Што ќе биде прво на оваа влада? Види, се тоа што го кажавте и ти, мојот соговорник, јас се согласувам, да не речам го подпишувам. Ја како аналитичар, малку од дистанца вака ќе кажам. Ја до танчина ја проучив 1198 програмата, платформата. Таа може би сега малку ќе се модификува со коалиционите партнери кои ќе бидат и ќе се направи владина програма. Ја познавајќи го ВМРО ДПМН, значи со ВМРО ДПМН соработувам 34 години. Познавајќи го ВМРО ДПМН, нив ги одликува една работа. Тоа што го ветуваат го исполнуваат, ама исполнуваат и тоа што не ветиле. Што ќе биде прво не можам да предвидам, ама знам дека ќе има популарни мерки за маргинализираните, за социјалните категории и знам дека прво ќе се оди на стопанството. Оставам ја на премиерот, оставам на владата, оставам програмата што ќе се усвојат, што ќе ја предложат пред собрание, што ќе биде прифатено да оди по некој редослед, се знае, не уништија економски, социјално паднав. Национално да не зборував. Понижувања. Значи изгубивме секако социјален капитал. И сето тоа многу добро знае ВМРО да го направи кохезивно, и се надевам, не гледам лоши сигнали од договорите. Некој вели не одат многу брзо, па и не мора толку брзо да одат. Вие знаете ли дека во една Франција, во една Данска, во една Шведска од 3 до 9 месеци се прават влади. Не оде така лесно. Мада ние не посекуваме, бидејќи немаме толку време ние за трошење. Ја не се сонувам дека ВМРО ќе се зафати прво да ги исправи сите грешки, степ бај степ. Второ, тврдам дека ВМРО нема да ги отвори проектите започнати, а не завршени од претходната влада, тоа што тие им направија на нив, напротив, познавајќи ги, ќе ги доработат најдобро колку што знаат и секако после ќе си почнат со нивните програми, кои
пучанството, хрватски израз, гласачите го прифатија со бројка 436.000. А симпатиите овие денови се големија, според тоа што чувме од спортивниот табор, од таа милитантната реторика, еве денеска видовме, излегува поголем број, значи ти погоди, ја реков дека нема да оди толку високо, отиде високо, значи веќе го нема стравот. Па и милитантна реторика не ги плаши граѓаните избирачи, ќе дадат поддршка за сакување ракави и овие и патриотиве, и ВМРО-вциве, и луѓето од Влени или кои други ќе бидат. Работа, бидејќи верувајте, има многу работа што не е завршена, а камоли што е проектирана во програмата која е студиозна, која е голема, која е квалитетна, сеопфатна и ќе треба работа. Корупцијата според многу истражувања, последните особено е најголемата болка на македонецот, затоа што гледа што се случува, како комшијата кој што до вчера немал леп да јаде, сега вози Ауди, други откупил 3 стана, четвртиот не знам што направил. Не зборуваме за справување со корупција од типот на оние борби со замислен противник Катахјан Шодан, што беше 27 април, се измислија терористи и направија тоа што направија. Зборуваме за битка со корупцијата. Ова е многу добар старт, можеби неочекуван толку добар со Наке и со Иџет, Мемети она што започна, така што битката со корупцијата дефинитивно како најголема рак рана на ова општество. Види, тоа е за да има корупција треба пред се политичарите да бидат корумпирани, а подоцна судиите и обвинителите, и тоа уствари таму е свето тројство и адвокатите се во иста таа работа. Јас ова уште години го имам повеќе пати. Па да бидеме јасни, ние нема да отидеме во врховен или во уставен или во било кој како и да се нарекуваат тие судии, ајде 10 обвинители фати, однеси ги ушутка, ваму 10 суди, 10 не. Не. Меѓутоа, дека тие што биле корумпирани, дека ќе бидат под засилен надзор, и дека не постои човек во Македонија кој што нема да му биде мило да ги види во истите келии кај што има Горан Ангелов лежено, кај што има Јанеченто лежено во шутка, или Игор Дурловски, или Богдан Илиевски, во истите келии да видиме, а не за нешто друго, за останатите судии и обвинители тоа да не го прават, да сватат дека криминалот не е исплатлив. Ние прва работа што ќе направиме е криминалот ќе го направиме повторно нелегален. Ние во Македонија легален е криминалот. Во Македонија можеш ти што сакаш да правиш. Па еве тој Наке Георгиев. Па тој од 10-ти круг у пекол треба да го ставиме ние. Нема некој член у фамилија кој што не му е обвинител, судија, ова, она. И тоа да не мисла дека тоа вака само ќе остане на Наке Георгиев. Две реченици да одиме со рекламите. Не е само Наке Георгиев. Да. Ма не. Не е само Иџет Меджити. Има една господја од Судски совет, има еден господин од Судски совет, само нека се размота клопчето Струмица, Штип, Скопје. Ке видите, има и во Врховен суд формулата 3+2, како оди подкупувањето, ама тоа некоја специјална емисија, имам јас информации и ова ме израдува што врвот го фатија. Значи не се сами. Во тој судски совет луѓе е нелегален. Христијан Мицкоски кога најави дека ќе има реформи, се сеќавате кој прв реагираше? Совет на обвинители, судски совет. Еве им фатија сега и Врховен суд луѓе подмитливи судии. Па срамота е ова. Ке зборуваме за срамот, ке зборуваме и за кабелот кој што треба да биде заменет со некој друг, така, оној кабелот заради кој што загина 14 Кајте во студиото на Софија, се сеќаваш? Толку така. Имаме уште многу теми, очекуваме и вклучување во Државната изборна комисија со резултатите од прегласувањето на парламентарните избори. Одиме со куси од блок реклами, со нас е Сотир Костов и Александар Пандов. Останете со нас. Се враќаме во за или против, посветено специјална емисија на прегласувањата на парламентарните избори. Одиме со најновите информации. Постојано очекуваме вклучување во Државната изборна комисија со
последните или прелиминарните резултати околу гласањето, кои што може да променат неколку пратенички места, најверојатно 3 се во игра. Последните информации велеа дека излезноста е над 57%. Во меѓувреме ми стигаат и други информации, зборувавме за она што ќе се случува понатаму со оваа влада, зборувавме за потребата кабелот да не биде во затвор, некој да го замени конечно тој кабел во Македонија. Еве 14 луѓе изгоря, со тоа завршивме. Сотир, ќе дојде ли време конечно на одговорност, нешто што недостигаше? Не, дојдено е времето, дојдено на одговорност. Ја педантно следев и во предкампања, што зборуваше Мицкоски како предводник на новата власт, и во кампања, и човекот многу основано кажа дека време е за одговорност, дека нема да има политички прогон, дека сите што се огрешиле според законот и уставот ќе бидат процесуирани и на еден примерен, цивилизиран начин ќе бидат истражувани, пријавувани, обвинувани, судени, пресудувани, ослободувани или осудувани. Ја верувам во тоа, лекциите се научени, а дека ќе има многу работа, се гледа дека ќе има многу работа, право и право корупцијата мора да биде решена. И може би Прескат и останав должен. Прва и основна задача е да се реши корупцијата, која и Freedom House и State of Department рече дека е во високите владини кругови. Значи, треба оттаму да се почне, не од оздола. Не од она рибата, опашката и главата, не. Значи, од оздола. Второ, мора пипките на македонскиот октопот или мафијата да се прекинат, што водат едни кон политиката, владата, министерствата, тендерите, другите кон судството. И сега тука има и кон бизнисот, ама не сакам бизнисот да го етикетирам, има поштени бизнисмени во Македонија, има добри бизниси, ама да се види овие тендераши што ги муваат работиви во бизнисот, сето тоа да биде што е контаминирано, што мојот соговорник рече, Пандов, да биде деконтаминирано, да биде детектирано и да биде процесуирано, да она што вели уставот и законот биде спроведено и никој пат да не се повтори. Еве, за мене, верувај ми, со оваа исправка е најголемиот приоритет на новата влада. Секако ќе има и други работи, ама од ова, ако не се спасиме, тешко да. Најновите информации што ми пристигна околу гласањето, значи зборуваме за струга прегласување 366 за ВМРО, 46 за ДУИ, 41 СДСМ, 11 Левица, 2 ЗНАМ, 4 ВЛЕН, 10 неважечки. 320 гласа разлика во струга за ВМРО ДПМН е на контото. Во Охрид беше 300 разликата. И струга и Охрид се во петка. 9 пати. Петка е тоа. Сега рачунам. 620 гласа разлика веќе има. 9 пати, 9-1 е тоа. Значи не е тоа веќе ни 2-1, не е ни 3-1, не е ни 4-1, не е ни 5-1. На мал примерок. На мал примерок е. Ама е симптоматичен. Во таа избрана единица тоа е 9-1. Ама Пандов, зборевме брането, ова е, види, ова е брането, ова е вербата. И мислам не треба да бран нема да го спуштиме, ние само ќе го дигнеме. Браво. Содир, ние ќе направиме се, ние како да кажам, јас и моите истомисленици ве поддржувам. Знам дека е така, да, и ти благодарам за тоа, меѓутоа реално ние ќе направиме се за секој еден еве и како тебе што давал поддршка. Да бидеш горд, да речете, луѓе, ја еве ви го кажував ова за таа партија, за тие луѓе, за се. Да не се мислам или она кога зборуваме во борба против во шеска случајно, иако се блиску со. Не, има поделби, има и Кичево поделба, инженерингот. Во петка, така што ова ќе значи за шеска, каде што исто така. И во шеска и во петка ќе има промени. Кичево е петка. А во шеста изборна единица само во Желино се гласа. Така. И два пратеника се во игра, не се петката, не се 2-3, него 2. Се така е, да не сум јавнош така. Два пати Премолчев гласови разлика. Кога се зборуваше за овие процеси што ќе следат, морам сега да ви кажам премиерно, ама само ќе најавам, бидејќи друг треба да го обзнани тоа. Следната недела ќе биде објавена третата поред пресуда на Македонскиот суд на правдата и вистината на Македонски манифест. Морално осудени се Кацарска судиката што ги осуди нашите браќа неправедно за
терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, глупости, тешки глупости, и она обвинителката која вели, леле, овие ги заборави во притвор, на судите викаше, ќе ви истресам од ова или од она, значи, како се велеше ова, и го заборавив името. Вилма Русковска, и ќе се потрудиме тоа многу јавно да го објавиме, ама тоа ќе го објави почитуваниот Клекников Ефтим, кој е председател на Судскиот совет на Моралниот суд. Поведете само најавување. Така што да ве очекувам. За крај, очекување од денешниот ден, бидејќи мора да привршуваме и надвор од времето. Отидовме многу повеќе во очекување, но ВМРО Љупчо очекуваше 1+ пратеник во 5-та изборна единица, и јас еве од овие неколку мислам дека е веќе помината тие гласови кои што треба, и јас сум уверен дека ВМРО ДПМН ќе добие уште 1 пратеник во 5-та изборна единица, и мојот одличен другар и пријател и соборец Лазе Кимовски, професор на правниот, мислам дека е факултет, и председател на општинскиот комитет во Кичево, ќе му честитам избор за пратеник. А во 6-та изборна единица ја се надевам и посакувам да има влен сега дополнителен, така е, дополнителен пратеник. Инаку крај нема оваа тема, ја кога говориме со тие обвинители поготово, а што правиме со оние што се над 100, зависи кој, најмалку мислам дека што земаа по 80 до 120, 30, 50 илјади евро специјално. Пази, надвор од закон, ништо. Ке им дојде ним времето, ке им дојде времето. Они убаво се позиционира. Со камата ама ке им дојде времето. Со камата ќе се ги враќаат, и ред такви работи има, нема крај. Мислам, ние нема... За жал. Да, ама дел по дел, секоја ќе се решава, и имаме цврста намера во тоа така да биде. Благодарам што бевте мои гости. Благодарам за Останавме поканата. подолго што треба, очекувајќи вклучување во Државната изборна комисија и прелиминарните резултати, кои што сепак ќе мора да останат да бидат соопштени во вестите на Алфа телевизија, кои што следуваат веднаш по емисијата. Ви благодарам и вам што бевте со нас беа Сотир Костов и Александар Пандов. Очекување на резултатите, останете со Алфа, да сте ни живи и здрави, и секако чувајте се многу.